Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на книгата Создавање, конкретно со семејната лоза на Авраам. Досега размислувавме за него, Исак и Јаков, а сега наред е Јосиф. Од тука, па се до крајот на книгата Создавање, се обработува неговиот живот. Во глава 37 се уште има делови во кои читаме за семејството на Јаков, но главен лик е син му Јосиф. Некој можеби ќе забележи дека авторот на книгата Создавање пишувал повеќе за Јосиф отколку за Авраам, Исак или Јаков. Сметам дека постојат неколку причини за тоа, но овде ќе предложам две. Првата е тоа што Јосиф живееше добар и чесен живот. Во Светото Писмо пишува: "Понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислете." Бог сака да имаме пример за тоа што значи да се живее добар и доблесен живот. А животот на Јосиф е токму тоа. Има уште една причина зошто животот на Јосиф е најдолгата тема во книгата Создавање. И мислам дека оваа причина е уште поважна. На ниту едно место во Новиот Завет не пишува дека Јосиф е вид предслика на Христос, но во споредба со останатите библиски ликови, неговата животна приказна е многу послична на Христос. Тоа не може да е случајно. Додека го проучуваме неговиот живот, ќе ви кажам околу 20 сличности помеѓу него и Господ Исус Христос. Мислам дека има и повеќе од 20, можеби и 30, но за нив ќе размислуваме тогаш, кога ќе дојдеме до оние моменти во кои неговиот живот е сличен со Христовиот. Ќе се сетите дека минатиот пат ја обработивме глава 36, која на моменти беше малку смешна. Патем, во Библијата има и други места во кои се опишани смешни настани и аспекти од животот. Смејата е дел од човечкиот живот, а Бог има смисла за хумор. Размислувавме за кнезовите и царевите кои произлегоа од семејната лоза на Исав. Ако прашате, кој ги прогласи за кнезови и цареви? Одговорот е, самите тие. Си дадоа титули и позиции поради кои се чувствуваа поважни и подобри од обичните луѓе. За жал, некои се уште го прават тоа. Од време на време добивам писма од луѓе кои ме укоруваат затоа што имам завршено докторат по теологија. Сметам дека нема потреба да се срамам од тоа. Јас си го заслужив мојот докторат, бидејќи макотрпно се трудев додека студирав. Ми значи тоа што го завршив докторатот. Но од друга страна, мојот живот ќе имаше истата вредност и без тоа. Титулите и позициите се речиси беззначајни. Убеден сум во тоа. Не е важно каква титула имате пред вашето име, туку какви сте како личност. Некои луѓе велат дека е добро да се има председател на државата, но не го почитуваат моменталниот председател. Бог нека и биде милостив на нашата држава, ако сме дојдени во таа состојба. Не е важно како се нарекува должноста која ја врши личноста, туку самата личност. Знам дека е многу тешко да се поддржи некој кој не се однесува достојно на титулата која ја носи. Но тоа е уште еден пример дека без разлика каква титула може да ја дадете на една личност, тоа што е најважно е нејзиното однесување, а не титулата која ја носи пред своето име. Потомците на Исав сакаа да си ставаат различни титули пред имињата. И сите луѓе кои своеволно го прават тоа, се однесуваат исто како нив. Глава 37. Продолжение на семејната приказна на Јаков. Продолжуваме со проучување на семејниот живот на Јаков. Има неколку нешта кои не ги спомнав додека ја проучувавме глава 35. Една од нив е местото Витлеем, кое таму беше спомнато за првпат. Јаков ја погреба Рахила во Витлеем. Има една божикна песна која се вика "О мало градче Витлеем" и се однесува на раѓањето на Исус. Градот Витлеем не го потсетуваше Јаков само на раѓање, туку и на смртта на неговата сакана сопруга. Венијамин се роди во истиот мал град во кој се роди Исус. Ова е првпат во Светото Писмо да се спомне градот Витлеем и се уште не е представен како град во кој ќе се роди Месијата. Векови подоцна, Бог ќе предскаже дека Месијата ќе се роди таму и се разбира, на Божик се случи токму тоа. Чудесно, зарем не? Исто така,
Не го спомнав и гревот на Рувим, но не сакам да мислите дека го заборавив. Ке дојде време кога ќе дадам мој осврт на таа случка. Во глава 36 завршивме со Исав и неговите потомци, а од сега натаму нашето внимание ќе биде насочено на Јаков и неговите потомци. Конкретно, во фокусот на вниманието ќе биде Јосиф, чија животна приказна започнува во глава 37, а завршува во глава 50. Минатиот пат размислувавме за отфрлената лоза, а сега е наред да продолжиме со прифатената лоза. Тоа е начинот на кој Светиот Дух го инспирирал авторот на книгата Создавање. Семејната лоза на Јаков е прифатената и онаа од која еден ден ќе дојде Господ Исус. Ќе го прочитам првиот стих од глава 37. Јаков живееше во земјата во која беше доселен неговиот татко Исак, во земјата Хананска. Очигледно е дека Јаков се пресели јужно од Витлеем и дојде во Хеврон. Ке се сетите, тоа е местото во кое живееше и дедо му Авраам. Јаков дојде на местото во кое неговите предци имаа заедништво со Бог. Стих 2. Еве го животот на синовите на Јаков. Минатиот пат читавме за синовите и потомците на Исав. Текстот вели: еве го животот на синовите на Јаков. Но забележете дека е спомнат само Јосиф. Еве го животот на синовите на Јаков. Кога беше на 17 годишна возраст, Јосиф го пасеше добитокот со браќата своји, со синовите на Билха и со синовите на Зелфа, жените на неговиот татко. Јосиф му носеше лоши гласови на својот татко за нив. Синовите на Јаков, сите освен Јосиф и Венијамин, беа проблематични луѓе. Како што можете да забележите во овие стихови, вниманието не е насочено кон Јаков, туку кон Јосиф. Во времето кога се случија настаните запишани во овој дел од книгата Создавање, тој имаше 17 години. Иако беше тинејџер и втор најмал син на Јаков, сепак водеше да го пасе добитокот на татко му. Венијамин беше многу мал за да го пасе добитокот. Јосиф не само што го пасеше добитокот заедно со браќата, туку, кога ќе се вратеше дома, му пренесуваше на Јаков лоши гласови за нив. Се разбира, на браќата не им се допаѓаше тоа. Предпоставувам дека со тек на време почнаа да го викаат тужибаба. Стих 3. А Израел го сакаше Јосиф повеќе од сите своји синови, зашто му се роди на стари години, и му направи шарена облека. Јаков порасна во дом во кој и татко му и мајка му имаа омилен син, а тоа резултираше со многу проблеми. Татко му го сакаше и фаворизираше брат му Исав. Иако Јаков знаеше кои се последиците од таков начин на однесување, сепак ја повтори истата грешка. Требаше да знае дека истите последици ќе се случат и во неговиот дом. Некој можеби ќе рече, причината зашто Јаков го сакаше Јосиф повеќе од сите е затоа што Рахила беше неговата сакана сопруга. Покрај неа, Јосиф и Венијамин беа најважните личности во неговиот живот. Затоа имаше посебна љубов кон Јосиф. Тоа е вистина, но сепак не требаше да му направи шарена облека. Во однос на шарената облека, постојат неколку мислења. Некои сметаат дека шарена облека не е најсоодветен превод и дека станува збор за облека со ракави. Во тоа време релативно мал број луѓе имале ракави на своите облеки. Обичните луѓе имале облека без, а повидните со ракави. Причината е затоа што облеката со ракави била покомплицирана да се направи. Оние кои тврдат дека станува збор за облека со ракави, сметаат дека шарената облека не би го издвоила Јосиф од останатите, а облеката со ракави го постигнала тој ефект. Стих 4. А браќата, гледајќи дека таткото нивни го сака многу повеќе од сите своји синови, го замразија, така што не можеа со него да зборуваат љубезно. Браќата многу го мразеа Јосиф. Текстот вели дека не можеа со него да зборуваат љубезно. Ова не е ништо ново помеѓу потомците на Авраам. Во ова семејство има неслога и конфликти со векови. Гревот не само што ги уништува нашите животи како поединци, туку и нашите семејства. Гревот ги уништува поединците, семејствата, општествата и градовите. Главниот проблем заради кој општеството е уништено не е ништо друго освен гревот. Бог тоа ни го откри многу одамна, но изгледа дека луѓето не сакаат да слушаат. Јосиф доби посебен третман, како од татко му, така и од браќата.
Од една страна татко му има посебна љубов за него. Од друга страна браќата имаат посебна омраза за него. Сонот на Јосиф. Стих 5. При тоа, Јосиф сони сон и им го раскаже на своите браќа, а тие го замразија уште повеќе. Што и да правеше Јосиф, неговите браќа се повеќе го мразеа. И им рече: чујте го сонот што го сонив. Јосиф беше 17 годишен тинејџер кога го сподели сонот со браќата. Додека Рахила беше уште жива, сигурен сум дека го разгалуваше. Тој беше првиот син кој Јаков го доби од неа. Генерално гледано, кога едно дете ќе се тргне од скутот, односно вниманието на мајка му, тоа е склонно да тргне во која било насока во животот. Јаков беше таков, но Јосиф не. Јосиф е извонреден поединец. Сепак, останува прашањето, како да го објасниме неговото однесување во овие стихови? Зошто оди кај браќата да им го каже сонот, кога многу добро знае дека ќе го мразат уште повеќе, откако ќе го слушнат тоа што ќе им го каже? Мислам дека постои едно објаснување за тоа. Неговата приврзаност со мајка му беше како стаклено ѕвоно. Се додека беше приврзан со неа, тој не беше свесен колку е лош светот во кој живее и колку се лоши неговите браќа. Сметам дека во овој период од неговиот живот тој беше многу наивно момче. Како што ќе видиме понатаму, му беше потребно многу време за да свати како функционира светот. Иако Јосиф стекна големо животно искуство во подоцнежната фаза од животот, во периодот кој е опишан во овие стихови, тој е 17 годишен тинејџер кој беше разгален од татко му и мајка му. Сето внимание кое Јаков и го посветуваше на Рахила, сега е насочено кон него. Тоа сигурно имаше големо влијание врз неговиот раст и развој. Ке се сетите дека Јаков ја засака Рахила толку многу, што беше подготвен да служи на татко и 14 години само да ја има за сопруга. Таа беше љубовта на неговиот живот, а сега, откако почина, првиот син кој го доби од неа е во центарот на неговото внимание. Јаков не требаше да постапи така. Неговата пристрасност кон Јосиф имаше лоши последици. Тој имаше и други синови на кои им беше потребна неговата татковска љубов. Слушнете го сонот кој Бог му го даде на Јосиф. Ке им го каже на браќата. Во стихови 7 и 8 пишува: врзувавме снопје во полето. И одеднаш мојот сноп се исправи и застана прав, а вашите снопови се распоредија наоколу и му се поклонија на мојот сноп. Тогаш браќата му рекоа: зарем ти ќе царуваш над нас? Зарем ти ќе владееш над нас? Затоа уште повеќе го замразија, поради неговите соништа и поради неговите зборови. Браќата го прашуваат со доза на цинизам: дали навистина мислиш дека ќе владееш над нас? Текстот вели дека заради сонот уште повеќе го замразија. Но тоа не е крај на неговите сонови. Еве уште еден, кој повторно им го раскажува на браќата. Потоа, тој сони и втор сон, и им го раскаже на браќата своји, велејки: сонив уште еден сон, а тоа сонцето и месечината и 11 звезди ми се поклонуваа. И му го раскаже на својот татко, како и на браќата своји. Но татко му го прекори и рече: каков е тој сон што си го сонил? Зар јас и мајка ти и браќата твои ќе дојдеме тебе да ти се поклониме доземи? Јосиф им го каже и вториот сон на браќата. Мислам дека сватија што беше поентата. Во глава 12 од книгата Откровение се зборува за жена која ги има сонцето, месечината и звездите под нозете. Тоа се однесува на израелскиот народ. Браќата на Јосиф сватија дека сонот се однесува на нив. Нивните потомци се израелскиот народ. Тоа што е запишано во книгата Создавање е како пупка од цвет која постепено се отвара се до крајот на Светото писмо. На некои настани и пророштва ќе им треба одредено време за да се исполнат, но можеме да бидеме сигурни дека Божиот збор ќе се исполни во Божјо време. Јаков знаеше што значи сонот и затоа праша: каков е тој сон што си го сонил? Зар јас и мајка ти и браќата твои ќе дојдеме тебе да ти се поклониме доземи? Единствениот одговор кој Јосиф можеше да го даде е: јас само го кажувам тоа што го сонував. Како и Јаков, така и ние треба да знаеме, а не да предпоставуваме што значи Божјото откровение. Стих 11. И му позавидоа браќата негови, но татко му ги запомни тие зборови. Браќата воопшто не обрнаа внимание на значењето на пораката.
Мислеа дека станува збор за невозможна ситуација. Што се однесува до нив, ниту еден не ни помислуваше да му се поклони на Јосиф. Еднаш, неговите браќа отидоа да го пасат добитокот на својот татко кај Сихем. Како што видовме претходно, Јаков се насели во Хеврон. Неговите синови му го чуваат добитокот и одлучија да го пасат кај Сихем. Хеврон се наоѓа на околу 50 км јужно од Ерусалим. Сихем се наоѓа на околу 50 км северно од Ерусалим, што значи дека синовите на Јаков беа оддалечени над 100 км од нивниот дом. Не заборавајте дека областа Сихем им е позната. Може би претпоставуваа дека таму има добри пасишта. Јаков го праќа Јосиф кај браќата. Тогаш Израел му рече на Јосиф: браќата твои го пасат добитокот кај Сихем. Ајде да те испратам кај нив. А тој рече: добро, одам. Јосиф рече: да, ќе одам. Претпоставувам забележавте колку е послушен кон татко му. И уште му рече: оди и види како се браќата твои и како е добитокот, па јави ми. И го испрати по долината Хевронска. И тој отиде во Сихем. Јосиф патуваше од Хеврон се до Сихем. И еден човек го најде како скита по полето. Кога дојде во Сихем, тој ги бараше браќата, но не ги најде. Па го запраша, велејки му: што бараш? Може би човекот му рече: гледам дека неколку пати помина покрај мојот шатор. Бараш некого? А тој одговори: ги барам браќата мои. Кажи ми, те молам, каде го пасат добитокот? А човекот рече: тие си заминаа одовде, зашто чув како велат: ајде да одиме во Дотан. И отиде Јосиф по браќата своји и ги најде во Дотан. Дотан е на околу 30-40 км северно од Сихем. Местото се наоѓа во близината на Израелската долина. Според зборовите на човекот кој разговараше со Јосиф, тоа е местото каде неговите браќа го пасат добитокот, и затоа отиде да ги побара. А тие го видоа оддалеку и пред да им се приближи, почнаа да се договараат за да го убијат. Очигледно е дека браќата многу го мразеа. Ова е моментот кога рекоа: сега ќе се ослободиме од него. Се наоѓаат на околу 150 км од нивниот дом и велат: дојде време да го научиме на важна лекција. И си рекоа помеѓу себе: ене го доаѓа, оној што сонува. Ене го, доаѓа сонувачот. Ајде баш да видиме дали некои негови сонови ќе се исполнат. Тука ќе завршиме со проучувањето на оваа глава. Пред да завршиме со денешната програма, сакам да ви кажам за некои од сличностите помеѓу Јосиф и Господ Исус Христос. Не смееме да го пропуштиме ова. Раѓањето на Јосиф беше чудесно, зашто неговата мајка беше неродка. Раѓањето на Господ Исус исто така беше чудесно, затоа што беше роден од девица. Јосиф беше сакан од страна на татко му, и Господ Исус Христос беше сакан од небесниот татко. Тој рече: ова е мојот сакан син. Јосиф имаше облека по која се двоеше од сите останати. Христос живееше свет живот. Тој се двоеше од грешниците. Јосиф кажа дека еден ден ќе владее над браќата. Господ Исус кажа дека е Месијата, а луѓето се исмеваа на тоа. Всушност, кога го распнаа на крст, врз неговата глава ставија надпис: Исус од Назарет, царот на евреите. Јаков го прати Јосиф кај браќата, а Господ Исус исто така дојде кај браќата, кај изгубените овци на домот Израелов. Синовите на Јаков го мразеа Јосиф без причина. Евреите го мразеа Господ Исус Христос без причина. Како што можете да забележите, има прекрасни паралели помеѓу нив двајца. Има и други, кои ќе ги спомнам кога ќе дојде ред за тоа. Бог да ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна
ttb.twr.org.